Денес помирно на јужната граница, иако големата група на бегалци и мигранти синоќа пред полноќ беше растргната и повлечена во внатрешноста на кампот и домени, сепак од утрово поединци повторно се приближуваат до градата. Македонските безбедносни сили и понатаму успеваат да воспостават контрола над ситуацијата. Во текот на вчерашниот ден, покрај камењата и тврдите предмети, разгневнетата маса која сакаше да премине на македонско тло, а воедно се и конфронтираше буквално со полицијата и војската, употребила дури и молотови коктели. За ова полицијата и армиските припадници веднаш го подигнаа нивото на безбедност до највисок степен. Вчерашните инциденти најостро ги критикуваше и заменик министерот за внатрешни Митко Чавков, кој вели дека Македонија нема да застане пред предизвиците на поединци и понатаму ќе ја брани македонската територија соодветно на прописите. Примената на силата и на средствата за присилба според сите информации и извештаи кои се направени биле селективни, не општо насочени према сите мигранти, така да тоа ќе најде свое место во денешните извештаи, во денешното документирање кој ќе заврши во јавното обвинителство и веројатно ќе заврши во Брисел, бидејќи има состанок и со представник од Европска унија кој е назначен како комесар или како лице за контакт, кој директно ќе известува за состојбите со бегалците на границата помеѓу Република Македонија и Република Грција. И денес грчката полиција без конкретни чекори за спречување на бегалците и мигрантите да не се приближуваат до градата, иако се постојано пред до градата, која ја дели земјава од Грција, остануваат само неми наблюдувачи. Не реагирањето од страна на грчка страна од грчките полициски службеници кои биле според информациите од 300 до 400 опремени полициски структури за справување со такви проблеми или за воспоставување на јавен ред и мир, тие навистина не реагирале и јас претпоставам дека тоа е дел од некоја политичка одлука или политичка неодлука во услови на 12.000 мигранти да применат средства за присилба. Така да бевме оставени самите на себе, но како и да е, ние нема да се откажеме од понатамошните иницијативи за соработка на оперативно ниво со грчките полициски структури. На Идомени и денес Каврие, бегалците и мигрантите протестираат на неколку метри од внатрешноста на кампот. За сега нема поголеми инциденти, но никој не знае до кога ситуацијата ќе остане смирена. Иако вчера била остварена средба на неколку представници од мигрантите, грчките полициски службеници и новински екипи, мигрантите се интересирале зошто државната граница на Македонија е затворена и кога истата повторно ќе се отвори. Од страна на представници на МВР одговорено на прашањето пошто мигрантите во најкратко време се повлекле наназад, но за кратко огнот беше повторно разгорен од волонтерите и активистите за човекови права на Германија, Британија и Италија.